Благодарам председателе, почитувани колеги и пратеници, почитувани медиуми, почитувана јавност и тутунопроизводители. Денес имаме предлог на закон за изменување и дополнување на законот за тутун, производи од тутун и сродни производи по скратена постапка, со кој закон се продолжува откупот на тутун. Значи, досега, како што кажа колегата предходно, имаше неколку протести. Тутунопроизводителите бараа да се зголеми откупот на тутун, да се зголеми бројот на откупни пунктови, за да не бидат изложени дополнително на инфекција со COVID вирусот. Меѓутоа, вие, откако помина откупот, се сетивте дека треба да донесите закон за продолжување на откуп на тутунот. Ке направаме на анализа последниот месец за откуп од овогодишната реколта помина и самите тутунопроизводители беа сведоци дека работите на терен се влошуваа на така најлошата и најкатастрофална откупна реколта. Овие се зборови на самите тутунопроизводители. Ниската откупна цена од 165 денари, наместо да оди по нагорна линија, таа паѓаше. Исто така динамиката на откуп, наместо да се зголемува од 750 килограми, се намалуваше на 600 килограми. Купувањето по шифри на терен си продолжи, доби позасилен интензитет и одбитоците земаа нагорна линија, а договорот со Далија Табак исто така прерасна во проблем околу амбалажата. Овие кооперанти дополнително беа под притисок и на крај откупната линија стана потврда и поригорозна. На сите овие случувања, во почетокот Сојузот на Сдруженијето немо молчеше, најверојатно под притисок, не реагираше, а најповикана институција затоа што ги користи средствата на самите тутунопроизводители. Тутунарите оставени сами на себе во оваа реколта, никој досега не им излезе во пресрет. Цената се движеше од 120 до 180 денари на килограм тутун, а имаше кооперанти со 110 денари на килограм просечна цена, до 180. Генерално, тутунопроизводителите поминаа со ниска просечна цена и така беа донесени на работна екзистенција. Оваа влада успеа се што се градеше во изминатите години во тутунската индустрија да го уништи со донесување на законот за тутун, кој директно влијае на откупната цена и со кој закон македонските тутунопроизводители ќе го оставеа тутунот на таваните. Од сите мерки кои што ги преземавте, најважна беше акцизата на нафтата. Ниска откупна цена и висок на тутун. Тоа е по сите премрежија резултатот кај тутунопроизводителите. Самите тутунопроизводители, а и ние, баравме да се врати старото законско решение кое не дозволува увоз на тутун, зголемување на субвенциите за 100%, секојдневно присуство на инспекторите на откупните пунктови, зголемување на динамиката на откупот. 180 денари просечна цена. Вишок, колеги, нема, има само производство кое не е покриено со договор, затоа што законот за тутун предвидува отстапување, односно зголемено производство на единица површина. Трудот и достоинството на тутунарите оваа година невидено се прегазени. Голема измама на тутунопроизводителите. Ке прашам кој навлегува во порите на македонските тутунопроизводители и тутунопроизводство преку увозот на ситно листен ориентален тутун во Република Македонија. Денес сме 9 март, кога видовте дека се ближат локални избори, а ги губите тутунопроизводителите како гласачи, носите предлог закон со кој ќе се продолжи откупот на тутун. Ке го поддржам овој предлог закон се со цел да им се помогни на овие измачени луѓе кои од една страна се соочени со сиромаштијата,
проблемите околу тутунопроизводството, а од друга страна се соочуваат со лагите на владата на СДСМ. Им ветувавте сигурен откуп и сигурно висока цена за тутунот. Благодарам.